Зад проектот Дата центар во Пехчево стојат Зоран Заев, Венко Филипче и некогашниот пратеник од СДСМ Драги Георгиев. Се огласија со соопштение од ВМРО ДПМН. Венко Филипче и Зоран Заев преку нивната испостава Драги Георгиев, пратеник на Социјалдемократскиот сојуз од 2002 до 2006 година, стојат зад иницијативата за Дата центар во Пехчево и сакаат да дојдат до маркици за дата центри, како што тоа го правеа за лиценците за марихуана. Ставот на ВМРО ДПМН е јасен. Дата центри треба да има, но истите мора да се по сите стандарди надвор од населено место, а не како што тоа сакаат да го прават луѓето на СДС. Дополнително, оправданоста за истите мора да е силна и да влијае на развојот на локалната заедница. Бенефитот за општеството мора да е голем. Реагираат од ВМРО ДПМН. Реакција за случајот кој во последните денови ја возбуди јавноста во општина Пехчево има и од министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Ние ќе продолжиме да работиме за иднината и напредокот. За нивно жалење ќе има и нови инвестиции во високи технологии и ќе се развива Македонија во дигиталната сфера. Тоа никогаш нема да значи компромис со животната средина, воздухот и водата. Потенцира Андоновски. Вчера на седница Советот на општина Пехчево предлогот за Дата центар беше категорично одбиен од градоначалникот Александар Китански, председавачот Миле Гошевски и советниците, а одлуката ја образложи советникот Јордан Магдов. Во име на советничката група на ВМРО ДПМН во Советот на општина Пехчево сметаме дека не се доволно јасно и детално образложени сите придобивки и трошоци и можни последици за општина Пехчево од оваа иницијатива. Пред да се донесе ваква важна одлука, потребно е да имаме целосна анализа за влијанието врз животната средина, потрошувачката на електрична енергија и вода, како и конкретната корист за граѓаните и локалната економија. Не сме против развој и инвестиции, но оваквите проекти треба да се подржат само кога ќе постојат јасни гаранции дека интересот на општина Пехчево и низините граѓани е целосно заштитен. Заради тоа, нашата советничка група не ќе гласа против оваа иницијатива.